Почитувани гледачи, добро вечер. 17:10, понеделник, ново издание на емисијата Ваш термин. Тука сум јас како ваш домаќин Виолета Петровска-Периќ и денешниот гостин кој што е веќе со мене во студиото, со кого што ќе говориме за една интересна тема, се со цел да ве информираме, се разбира, за проблемите кои што настануваат секојдневно во вашиот живот со вашето здравје. Знаете дека секогаш сме и отворена контактна емисија, па ќе имате можност доколку има некој со вакви проблеми за кои што денес ќе говориме, ќе можете да ни се јавите во живот, да поставите прашање до мојот денешен соговорник, а тој ќе се обиде да ви даде насоки како да постапите понатаму. Значи, денес ќе говориме на тема болести на тироидна жлезда. Ќе кажеме нешто повеќе за тоа што е тироидната жлезда, каква жлезда е, што представува, какви пореметувања настануваат во незината работа, со тоа и заболувањата. И се разбира, потоа ќе кажеме и за сите тие симптоми, третманот, лекувањето и така натаму. Меѓутоа, пред да го поздравам мојот денешен гостин и пред да започнеме со емисијата, би сакала од режија да го пуштат прилогот кој што ќе ја најави и така денешната тема. Тироидната жлезда е жлезда која наликува на пеперутка, сместена во предниот дел на вратот, веднаш под Адамовото јаболко. Жлездата ја опвиткува трахеата, дишникот од предниот дел и се состои од два лобуса кои формираат две крилја споени меѓу себе со среден дел истмус. Жлездата е како мала фабрика која го користи јодот најмногу од морската храна и кујнската сол која денес е јодирана, за да произведе тироидни хормони. Овие хормони го регулираат метаболизмот во телото и имаат влијание врз растот и другите важни функции во организмот. Двата најважни тироидни хормони се тироксин, Т4 и триот тиронин, Т3, кои представуваат 99,9% и 0,1% од тироидните хормони, респективно. Хормон со најголема биолошка моќ представува Т3. Откако ќе се ослободи големо количество Т4 од тироидната жлезда, тој се конвертира во Т3. Тоа е активниот хормон кој влијае на метаболизмот на клетките во целото тело. Кога се лачи соодветна концентрација тироидни хормони, машинаријата на метаболизмот во секоја клетка од нашето тело функционира безпрекорно. Меѓупродукт на оваа машинерија е топлината. Една од главните функции на тироидната жлезда е да обезбеди постојана и соодветна телесна температура за обезбедување нормални хемиски реакции и искористување на ензимите, витамините и на минералите, па соодветно при нарушена функција на тироидната жлезда настанува и нивно отежнато искористување. Во ерата на интернетот и достапноста на информации се повеќе се подигнува свеста за болестите на тироидната жлезда. Во светот, околу 300 милиони луѓе страдаат од вакво заболување. Многумина не се ни свесни дека имаат проблеми со оваа жлезда и се уште не им е поставена диагноза. Почести се кај жените се смета дека 1 од 8 жени ќе развие тироидно заболување во тек на животот. Затоа во развиените земји се прави рутински скенирање на тироидната функција кај жени по 60 годишна возраст. Заболувањата на тироидната жлезда се на второ место по дијабетесот од болестите на жлездите со внатрешно лачење. Ева сум повторно во студиото, почитувани гледачи, се надевам дека од прилогот слушнавте нешто накусо за тироидната жлезда. Со мене во студиото денеска е доктор Зоран Михајловски, кој што е специјалист интернист и специјалист по семејна медицина и со него денес ќе поразговараме на оваа тема, ни доаѓа од Здравствениот дом Скопје. Добро вечер и добро дојдовте. Добро ве најдов. За прв пат сте во Ваш термин, во телевизија Сонце и драго ми е што одвоивте време да гостувате. Се надевам дека сето она што денес ќе го говориме, а вие ми предложивте да разговараме за оваа тема, бидејќи кажавте имате многу пациенти кои што имаат вакви проблеми. Точно ли е тоа? Да, со текот на времето, со обезбедување на апаратура за диагностика на болестите на штипна жлезда,
најповеќе ехоапарати со скенирање на штитната жлезда и со проверка на хормоните, тоест во крвта, тоест нејзината функција, се наоѓаат се поголем број на пациенти и многу е застапена кај нашата популација, посебно кај женската популација во Македонија, а со тоа и на Балканот, пошто сме такви подречја да се во старото време сме биле ендемски струмогени подречја, немало доволно јод во континенталниот дел и се јавувале се поише болести на тироидната жлезда или штитната жлезда. Така. Ајде вака да започнеме првим да ни кажете што значи штитната жлезда, што представува? Да. Штитната жлезда е најголема ендокрина жлезда во организмот, така? Жлезда со внатрешно лачење. Се наоѓа во долната третина на вратот, испод крикоидната раскавица, кој што беше во прилогот, во форма на пеперуган, butterfly, со два лобуса, лев и десен лобус и истмус кој што ги спаја. Има најголема прокрвареност од сите ткива во телото и е во тежина од околу 25 грама кај возрастен човек. Така. Што е незината функција, значи што значи за нашиот организам, што представува? Да. Таа лачи 4 вида хормони: тироксин, Т4, триотиронин Т3, РТ3, реверзен Т3 и калцитонин, уште еден хормон кој што е одговорен за внесувањето на калциум во коските. Таа е одговорна за сите оксидативни процеси во сите клетки во организмот, во преработката на јагленохидрати, масти, белковини, витамини и минерали. Ајде од режија сега тука можат веќе да ги испишат телефоните на екранот, ако не се веќе испишани, и уште еднаш да се обратам до нашите гледачи доколку имате некои проблеми поврзани со тироидната жлезда или пак ако се пронајдете во оние симптоми за кои што ќе говориме подоцна во однос на проблемите со тироидејата, можете да ни се јавите во живо, да се приклучите во нашиот разговор и секако да поставите некое прашање. Ајде вака да почнеме ред по ред. Какви се нарушувања се случуваат на тироидната жлезда? Какви се заболувања? Да, тироидната жлезда е подложна на повеќе видови на заболувања. Едни од нив се должија порано во старо време и во некои краишта кај нас на недостатокот на јод, што кај децата се пројавуваше како ендемски кретенизам, а во недостаток на доволно хормони на штитна жлезда заостануваше во развој целото тело па и мозокот на овие дечиња. Така да ние како држава почнавме тоа да го суплементираме со 20 до 30 милиграми калиум јодит на килограм сол. Така. Како обавеза да го заштитиме населението од појава на болестите на тироидната жлезда. Најчесто се манифестираат овие болести како хипо и хипертиреоза. Хипотиреоза, односно успорена работа на штитната жлезда, значи дека недоволно се формираат хормони од штитната жлезда, тироксинот и неговата активна форма на периферијата во клетките, триодтиронинот, Т3. Така. А кај хипертиреозата се должи на преголемо лачење на тироидни хормони во крвта, кои што ги стимулираат ткивата, го забрзуваат целиот метаболизам, сите овие оксидативни процеси и се јавуваат симптоми и патологија исто така. Кои се симптомите за хипо, а кои за хипер? Да. Хипотиреозата со намалено ниво на тироксин и триотиронин во крвта се одликува со губење на сила кај пациентите, малаксалост, нервоза, зголемена раздразливост, паѓање на коса, поради намалениот метаболизам стално им е ладно на пациентите, успорени се, може да имаат сува кожа, косата да им паѓа и да немаат редовна столица, да имаат обстипација и констипација. Така. Значи има разлика од едно до друго. Што е причината за појавата на ова пореметување на штитната жлезда? Дали се посебни причините, но ми се чини дека имаме гледач ми од режија да го вклучиме, па ќе продолжиме. Добро вечер.
Добро вечер. Повелете. Јас сум една пациентка со 10 години заболување за тироидна жлезда. Така. И би сакал да го прашам докторот дали долги инфрацрвени зраци и штетат на тироидната жлезда. Така. Какво заболување имате? Хипер или хипо? Хашимото. Хашимото. Добро. И после од Хашимото на хипо. Добро, ви благодариме што се јавивте. Ве останете, ќе слушнете што ќе ви каже доктор Зоран. Дали долгите зраци инфрацрвени штетат? Инфрацрвените зраци сами по себе се топлински зраци. Значи, они би штетеле кај штитна жлезда во смисол на проголема прокрвареност на жлездата, ако се работи за хипертиреоза, би доведувале поголема крв во подрачјето на тироидна жлезда ако се зрачи тој предел на вратот и би можеле да сметаат на убрзување на процесите во тироидната жлезда и во формирањето поголемо на хормони во нејз. А воопшто инфрацрвеното зрачење не е штетно. Тоа е само топлинско зрачење, нема бета-гама зрачење во него. Така. Добро, се надевам дека нашата гледачка го свати ова што вие и го покажавте како ваше мислење и како совет, да пред да вклучиме друг гледач, да објасниме дали се различни причините за хипо и за хипер? Да. Различни се причините илите? Да, има повеќе причини, мултиморбидни се факторите кои што доведуваат до пореметување на штитната жлезда. Кај спората работа на штитна жлезда, најчеста причина е Хашимотовиот лимфоцитарен тироидитис, запалување на штитната жлезда, што се должи на автоимуни процеси во организмот. Ајде сепак ќе продолжиме да го вклучиме гледачот. Добро вечер, за кого? Добро вечер. Повелете. Овде една гледачка приѓа што се јавив ја. Поздрав до водителката и до докторот. Ми најдое, ја гледав како што и проверувае, што и фаќа загуша и со ехо ми праве. Така. И сега журче некој што имала, ми рекој на 3 месеци, ама нема термин, не па ти си готово. Што е тоа да не? Дали мора да хитно дода? Значи јазол. Така? Јазол. Добро. Некој во грлото, кај гушава. Ја гледав преди кога пријавивте, вака расураци кога фаќа пита, така ми прави. На од прилогот, така. Добро, еве, останете со нас, ние ќе кажеме и за појавата на јаздите во тироидејата, меѓутоа еве ќе слушнете што... Нема име термин, не се фаќа. Така, значи нема термин да појдете на... Добро. Многу фала докторот и... Благодариме за јавувањето. Доктора, за јаздите? Да, ако е кажано на 3 месеци, тоа значи дека е нешто што треба да се следи? Редовно или? Да, во секој случај, секој јазол на тироидната жлезда, зависно од структурата, од границите негови, од ехогеноста, треба да се следи. Најопасни јазли во тироидната жлезда, кои што се патолошки структури, најчесто се работи за аденоми на штитната жлезда, бенигни тумори. Најопасни се хипоехогените, што викаме на ехопрегледи, односно со темна боја народски и кои што немаат рамна ивица, него ивицата инфилтрира во околното ткиво. Тие се најопасни, треба да се следат редовно и може да се скенираат со скен, со радиоактивен јод или со технициум 99, и ако се ладни, исто зборува дека се тие од помалигна природа и тогаш би требало да се направи тенкоиглена биопсија, пункција и цитолошка анализа на чворот за да се утврди каков е точниот состав и плеоморфноста на клетките. Така. Во секој случај треба гледачката да појде на контрола, па али можам да кажам дека 90% се бенигни се од сите чворови. Така, значи не се опасни. Тоа се во ретки случаи кога се малигни. Ајде да ги објасниме факторите, односно причините за појавата и на хипо и на хипер. Значи хипер и хипо, тоа значи тиреозата, да не сгрешам. Причините за хипотиреоза, приеска спомнавме малце, дека најчесто се должат на автоимуни процеси, на тироидитис лимфоцитарен,
кој што се вика Хашимото, по научникот кој што го открил, Така. и кој што се должи на тоа да самото тело формира антитела на структури на штитната жлезда, најчесто на тироиден глобулин и на тироидна пероксидаза. Битните елементи за работењето на штитната жлезда, и организмот сам ја напаѓа жлездата и со тек на времето, со години полека ја уништува, прави деструкција на штитната жлезда, па таа најчесто почнува споро да работи, односно хипотиреоза пациентот добива. Така. Тоа е најчестата... Тоа е само тој причинител, тој фактор за... Не, има пуно причини и други. Така, кои се тие други? Има причини да штитната жлезда може човек да се роди без штитна жлезда, да имаме агенезија на штитната жлезда и таков човек, дете од почетокот хипотиреотичен и мора да прима надокнада со тироидни хормони од почетокот и целиот живот. И не би имал никакви проблеми во тек на животот, кога би земал редовна субституција. Може да се јави пореметување на штитната жлезда и во смисол на после терапија на струма, на зголемена штитна жлезда, оперативна терапија која што се применува и се остава и се ресецира поголем дел од штитната жлезда и искусните хирурзи оставаат толкав дел од штитната жлезда што би можел да работи што поблиску до нормалата. Значи, говориме за хируршки зафат кога жлездата е многу зголемена и кога работела брзо. Така. Исто таква зафат се применува со радиоактивен јод, со јод 131 се третира жлездата еднократно или со капсула орално или два пати и таа од брза работа на жлезда се преведува во спора работа на жлезда. Така. Да. Хипотиреозата, спората работа на жлезда може да се јави и кај предолга употреба на некои лекови, најчесто во медицината од амиодаронот или кордеронето, кој што се дава за аритмии на срцето и поголеми попуштања на срцето. Тој во себе има елементи има јод и делува самиот по себе цитолитички, деструктивно на штитната жлезда, така да ја уништува функцијата на жлездата и при подолга примена на амиодаронот доаѓа до оштетување на незината функција, односно хипотиреоза. Така. А за Хипертиреозата најчесто се должи исто така на повеќе фактори, најчесто на автоимуна дифузна хипертиреоза или гравесова болест се вика, каде што целата жлезда е зголемена и постои струма, дифузна токсична струма се вика со друг назив, и целата жлезда лачи повише него што треба. Потоа може брзата работа на жлезда, хипертиреозата, да се должи на полинудозна струма, значи жлездата во составот на жлездата да има повеќе чворови кои што некои од нив лачат повише тироксин, ослободуваат во крвта и се развива исто така хипертиреоза. Или третата најчеста причина е токсичен аденом, односно солитарен еден чвор или два, најчесто еден, да лачи повише него што треба и тој треба да се третира понатака, нели, за да пациентите Ајде ќе проговориме и за третманот и дијагностиката. Да слушнеме кој е на линија. Добро вечер. Дали се слушаме? Добро вечер. Ало, добро вечер. Повелете. Едно прашање до докторот со оглед на хипо и хипертиреозата, какви се ставовите за физичката активност, односно спортистите во ваква состојба, со оглед на тоа што докторот беше и управник на Завод за спортска медицина, ме интересира неговиот став. Добро, значи проблемите со штитната жлезда и физичката активност. Да. Докторе? Физичката активност во глобалот може да делува само позитивно на нормално работење на штитна жлезда. Нормално е дека организмот при физичка активност е пооптеретен, повише поубрзан е метаболизмот, оксидативните процеси, така да нормална тироидна жлезда би ослободувала повише
тироксин и триотиронин периферно, за да организмот ги задоволи сите овие своји потреби од физичка активност. Така. Инаку, болестите као хипер и хипотиреоза, кои што се третираат адекватно со терапија, воопшто не сметаат за физичка активност. Така, значи нема некоја пречка ако имате физичка активност за заболувањата на тироидната жлезда. Ајде вака сега кажавме значи причините, да проговориме малку и за диагностиката. Како оди диагностиката и што се треба да се направи, какви испитувања за да точно се утврди за што станува збор? Да. Најприменливо и најраширено во светот е испитување на штитната жлезда со ехо скенирање. На ехо прегледот се проверува големината на штитната жлезда, формата, содржината на штитната жлезда. Како главен преглед се прави и палпација на штитната жлезда, нарочно во средини каде што не се достапни овие ехоапарати. Значи се прави преглед на целиот организам да се види дали има знаци на хипо или хипертиреоза. Кај хипотиреоза, нели пациентите би имале сува кожа, би биле уморни, би можеле да имаат отоци кои што се викаат микседем, кај хипотиреозата и кои што најчесто се јавуваат на подколениците, би биле малаксани, би биле ладна кожа би имале. Кај хипертиреоза, пациентот кој би го прегледал има влажна кожа, топли се потат за црвенети, од хипертиреоза се слабе, од хипотиреоза се поправа, се зголемува тежината. Значи се прави еден физикален преглед на локален на штитната жлезда и се прават лабораториски испитувања во смисол на ТСХ, на тиреостимулативниот хормон од дадено хипофизата и на хормоните најчесто на FT4 и FT3, тоест фри тироксин, фракцијата која што е слободна, што не е врзана со глобулинските носачи во крвта, и на фрите 3, на слободниот триотиронин, што делува на периферијата и на сите клетки. Вака, сега ме интересира, бидејќи кажавте треба да се направат некои испитувања. Обично, секој од нас понекогаш можеби и тие симптоми кои што се специфични за тироидеата, можеби не се толку изразени. Има такви случаи каде што не би можело да бидат толку изразени, а сепак да има проблем? Да. Тоа ми беше прашањето, сакав да се надоврзам, само се извинувам. Например, одиме на систематски преглед или едноставно сакаме да се направиме некоја контрола, дали е доволно само прегледот со ехо и палпацијата за да се утврди дека има некој проблем, или мора се да се испита во однос на хормоните, па тогаш да знаеме дека има навистина проблем? Дали е доволен само ехо преглед и палпација, или мора да се направат сите испитувања оние преку крвта за да се знае точно? Да, обавезно е да се направат испитување лабораториски на овие три хормони и две антитела што ги правиме на штитна жлезда, антитела на тироидна пероксидаза и на тироиден глобулин. Вака добиваме целата слика и функцијата на тироидна жлезда се одредува само преку лабораторија, преку формирањето на овие хормони. А што може да се види преку ехо прегледот и палпацијата? Може нешто да се примети дека нешто не е во ред? Да, има типични ехографски слики за поедини болести на штитната жлезда. Например, ако се работи за Хашимотов тироидитис, кој што е најчеста причина за успорена работа на жлездата, ехографски добиваме на штитната жлезда наод на бројни хипоехогени делчиња, потемни делчиња во жлездата, што се должи на зголемата целуларност, на напаѓање на жлездата од лимфоцити и плазмоцити. Може да најдеме фиброзни траки и дегенерација на штитната жлезда. Може штитната жлезда да е на ехо прегледот и многу смалена од долготраен процес на напаѓање од самите антитела од самиот организам. Така, во секој случај може да се види дали има некој проблем кога веќе ќе се направи едно ехо. Што од кога ќе се утврди дека постои некое заболување, еве сега поединечно да ги кажеме, значи
тиреоза, хипертиреоза, значи ако се најдат некои јазди, што следува потоа? Каков е третманот? Како оди лекувањето? Дали тоа значи дека ако еднаш добиеме хипотиреоза или хипертиреоза, дека тоа ќе трае до крајот на животот или има начин како да се излекува? Да. Пациентите ги лечиме со хипотиреоза со субституциона заменска терапија со природен тироксин, хормонот што недостасува. L-тироксин се употребува во медицината. Правени се проби да се употреби комбинација од триотиронин и тироксин или само триотиронин као подобар лек, но докажано е дека најдобро делува L-тироксинот, хормонот, кој што се дава на пациентите во вид на таблетка, една дневна, и се дава 30 минути најмалце пред доручек, сабајле, кога станува пациентот да ја зема таблетката, таа е чисто хормонска, не е штетна, и пациентите стануваат, ја кажам често на нивните сопрузи или сопруги, дека нема да ги препознаат своите партнери после 1 месец и 2, сосем други луѓе. Луѓе што имаат сила, снага, што имаат расположение, што се насмејани. Инаку често прави хипотиреозата и депресија прави, нерасположение, така да луѓето добиваат сила, снага, сосем друг впечаток на пациентот е после неколку месеци од терапија. Значи, во секој случај, оди со таблетарна терапија? Таблетарна терапија ке хипотиреоза со L-тироксин и со препорака да се внесува повише јод. Ние као држава ставаме од 96 година со закон 20 до 30 милиграми калиум јодит на килограм сол. Но има луѓе што не јадат доволно сол и се препорачува од Светска здравствена организација да се несува што помалце сол, 2 до 3 грама на ден, неко како порано под 20 грама. Така да храна во која што има јод во нашите предели се ореви, лешници, сардини, морска риба, сол и лук. Значи треба од оваа храна да консумираат почесто. А кога има значи забавена работа, тогаш исто со таблети? Кога има, ова беше за забавена работа, ова беше за забавена. А кога има забрзана, така? Да. Се третираат пациентите исто со таблети, се третираат со тионамиди, група на лекови, во кои е тиамазолот, карбамизол и пропилтиурацил, али по последните светски препораки најчесто се користи метимазолот или тиамазол, кој што има помалце споредни ефекти од пропилтиурацилот. Се користи бета-блокер за супримирање на периферните дејства на триотиронинот, на ткивата, во смисол на забрзана работа на срцето, тремор, нервоза, палпитации на срцето. Значи се користи терапијата. Сакав и преска да ве прашам дали може да се излекува или треба да се оди со терапија до, што се вели еве, додека до крајот на животот, или пак може да се доведе во ред? Од што зависи тоа? Да, ова е поврзано и зависи многу од етиологијата, пошто постојат мултиморбидни фактори. Причинителите за хипо или хипертиреоза. Има тироидитис и запалување на штитната жлезда што настануваат од вирусно потекло, као декоервеневиот тироидитис, кој што се јавува чисто после вирусна прехлада, после неколку недели, се јавува запалување на штитната жлезда и нејзино успорена или забрзана работа, чисто од вирусна етиологија, која што се излекува е привремена после 2-3 месеци преоѓа во еутиреоза, односно во нормална работа на жлездата. Тоа е една од причините, исто така од амиодаронота, кој што го спомнавме, кордеронето, кај кардијалните пациенти, кои што го потребуваат. Што мора да го примат. Ако дојде до вакви пореметувања на штитна жлезда, се прекинува неговата употреба и се заменува со други нештетни лекови за тироидната жлезда. Тоа се временни форми на хипотиреоза кои што може да се излечат, но најчесто е хипотиреозата доживотна болест, која се работи за Хашимотовиот лимфоцитарен тироидитис и со субституциона терапија целиот живот пациентите немаат никакви проблеми. Така.
од кога ќе ја примат терапијата, се случували, ми интересира, ајде првен вака да прашам за возраста. Мислев едно, па се надоврзав на друго. Која возрастна популација е засегната? Од она колку што јас сум можела да слушнам во секојдневниот живот, не се изоставени ни младите, ни средната генерација, ни повозрастните. Зошто е тоа така? Зошто сите некако се засегнати од пореметувањето на штитната жлезда? Да, овде можеме да кажеме дека кај нас и во повеќето земји во светот при породување на жените на секое бебе се проверува нивото на тироксин во крвта. Тоа е законска обврска, така да можеме да кажеме дека пореметувањата кај ова најрана возраст детска се откриваат одма на почетокот уште. Но овие автоимуни заболувања се развиваат најчесто со текот на времето, така да може да ги зафатат сите генерации, зависно од бројот на антитела и антигеноста на самиот организам, така да имаме пациенти од сите возрасти. Така. Генетски исто е наследна? Да, генетски е најчесто наследна. Најчесто оди по женска линија, кај жените превалира доста до 7:1 во однос на мажите. Зошто жените се позасегнати? Која е причината? Тука науката нема некои дефинитивни објаснувања зашто се појавува, постои разлика вака, нели, во половите. Така. Но фактот е дека е многу почеста кај жените и се јавува од мајка на черка. Така. И така, и поврзана е во голем број од случаите, може да кажем и близу 50% со диабетес мелитус, со шеќерната болест. Шеќерната болест и болестите на тироидна као автоимуни во голем број на проценти идат заедно. Така. Ме интересира, кажавте дека повеќе кај жените, нели, дали е поспецифично кај жените во повозрастна популација или и тоа нема правило? Да. Може да се каже дека науката кажува дека кај гравесовата болест, дифузната токсична струма, се јавува повеќе кај популација на возраст од 30 до 40 години. Инаку хипотиреозата го зголемуват со напаѓањето на штитната жлезда од антителата, на тироиден глобулин, тироидна пероксидаза, губи својата функција со годините. И многу луѓе, кога ќе ослаби функцијата на штитна жлезда, во по-напредната возраст доаѓаат на прегледи, што е жалосно, бидејќи можело многу да им се помогне уште одамна, а некога ќе дојде до зголемена оштетување на штитната жлезда. Ајде да слушнеме кој е на линија. Добро вечер. Дали се слушаме? Па да, јас ве слушам, не знам вие дали ме слушате. Еве, сега ве слушаме, повелете. До гостинот. Благодарим. Поздрав до вас и до гостинот. Благодариме. Сакам да прашам, ако на некого му е заболена штитната жлезда од Хашимотова болест, дали ако му потекува раката е поврзано со жлездата? Само едната рака? Па наизменично, еднаш левата, еднаш десната. Тоа за вас се работи? Не, за друга особа. Така, добро. Значи, дали ако има Хашимото синдром на штитна жлезда, може да потекува раката, доктора? Поврзано ли? Дланката, поправо. Дланката, од дланката нагоре. Аха, од дланката нагоре. Добро, ви благодариме што не следите и ви благодариме за јавувањето. Благодарам и на вас. Да, најчесто локализирани отекнувања на екстремитетите, нарочно на една страна па на друга, а не двете одеднаш, најчесто не се должи на етиологија од тироидната жлезда. Така, што би можело да е тоа? Кај тироидната потипично се утоци глобални, микседем, ако не се лечи доволно, со предтибијални едеми и едеми на лицето и на другите делови од телото, кои што народски не се остава прст кога ќе се притиснат на нив, не се остава трага. Тие се еластични едеми за разлика од другите едеми од кардиолошко, хепатално потекло. А што би можел да е евентуално проблемот, дали би можеле да знаете? Да, треба да се види етиологијата што е на овие отоци, дали се сепак треба да се јават на лекар. Да, треба преглед да се направи, да се види отоците, дали се
ладни, дали се топли, дали кожата црвенета, во која количина е оток од лимфни жлезди, да се палпираат под мишките и на другите места. Добро, во секој случај да се јави на лекар и да се види точно за што станува збор. Добро вечер за кого? Повелете. Ало, здраво. Здраво, повелете, ве слушаме. Би сакала да го прашам докторот. Значи имам 32 години, веќе 5 години имам хипотиреоза. Добро. Цело тоа време се борам со висок холестерол. Значи беше 13,5, па 8, сега сум на 7. Сакам да го прашам докторот за совет. Така. Ние токму тоа и на крај сакавме да кажеме дека токму тоа и сакавме да кажеме дека поврзаноста на покачениот холестерол има врска со тирната жлезда, меѓутоа еве доктор Зоран ќе ви објасни. Недоволно добрата терапија на штитна жлезда со елтироксин, кај нас најчесто со препаратот еутирокс, германски препарат, може да се должи на тоа да во организмот се зголемуваат мастите, најчесто холестеролот, ако е недоволната доза на лекот. Кога би се зголеми лекот, али на вас тоа да ви одговара лабораториски, према функцијата на жлезда, према разината на тиростимулативниот хормон и на тироксинот, онда, ако се должи ова зголемување на холестеролот во крвта од жлездата, тоа ќе исчезне за неколку недели. Ако е од ова потекло, да не примате доволно лекови за штитна жлезда. Така. Да слушнеме кој е на линија. Добро вечер. Ало. Повелете, слушаме. Добро вечер. Добро вечер. Да поставам едно прашање, ако може. Слободно. Дали е возможно возрастен маж од 60 години да ги има сите симптоми за хипотироидизам, меѓутоа во лабораториските наоди нема никакви отстапувања и антителата и тироксинот се е нормално, во граници на нормала, а сепак сите симптоми за хипотироидизам, гојазност и све друго што наброја докторот се присутни. Значи симптомите ги има, при испитување се е во ред. Да. Добро. Ви благодариме што се јавивте, доктор Зоран, можно ли ова? Па, можно е совпаѓање, овде не се работи, значи функцијата на штитна жлезда ја детерминираат овие вредности во крвта, така да пациентот сигурно нема проблем со штитна жлезда, него има проблем од друга етиологија, чии фактори треба да се откријат. Според вас што би требало да провери? Па треба да се провери, значи гојазност, ако нема сила, снага, малаксане, успорене, треба да се провери работата на срцето, крвната слика, скриениот шеќер во крвта, состојбата на притисокот, дали го лечи адекватно, дека и неадекватно лечена тензија исто го оптеритува срцето и организмот и доаѓа до замор, до умор. Ал многу често и стресовите во денешно време, што се етилошки фактор број 1, доведуваат до депресија кај многу пациенти, кои што се манифестира со умор, со нерасположеност, зголемено внесување на храна и така. Треба да се прегледа пациентот кај добар доктор. Да се направи еден преглед подетален за да се утврди што е причината. Ајде уште овој гледач ќе го вклучиме, па тука некаде ќе го заокружиме. Добро вечер, повелете. Добро вечер. Повелете. Имам прашање до докторот. Ќерка ми има хипотироксин и тоа Хашимото. Така. Прашањето ми е дали постои некоја терапија со која што може да се надмине овој проблем. Инаку од 8 години го има, веќе е 20 години. Дали досега примала некаква терапија? Да, еутирокс. Така. И се уште има проблем. Дефинитивно, секој ден. Добро, ви благодариме. Доктор Зоран, што ќе кажете? Хашимото тироидитисот. Еден пример кај помало годишно, така, уште од 8 години. Овде е многу битно да се земаат редовно субституционата терапија да се зема со елтироксин, односно еутироксот што го зема вашата черка. И нема да има понатака никакви проблеми во животот, али кој што рековме, ова лечење е доживотно. Тој хормон недостасува во телото и се внесува преку таблета која што е скроз природна. Тоа не е вештачка, него е природен хормон. Така да девојчето нема да има никакви проблеми во тек на животот, ниту со
растот и развојот, ниту со менструалните циклуси, иако можеме да кажеме овде, ако не се зема адекватна доза на тироксин, кај луѓето што имаат Хашимото и успорена работа на жлездата, може да се нема и деца во текот на животот, тие луѓе може да немаат пород, а кога би земале адекватна терапија, би имале нормално и деца, што е доста честа случај во пракса. Доаѓаат пуно пациенти парови што немаат деца во бракот повеќе години и често се доаѓа до заклучок дека е све од тироидната жлезда. Така. И да се надевам дека ве разбра нашата гледачка. Ајде уште оваа гледачка или гледачки го вклучиме и тука ќе завршиме. Добро вечер. Дали се слушаме? Добро вечер. Добро вечер, повелете. Сакам едно прашање до докторот. Да слушаме. Сум пиел Еутирокс 25-ка 4 години. Тонот на телевизорот само да го скроз да го исклучите за да не би се враќа повратен сигнал и да не ве буни. И имам прекинато, има 6 месеци. Добро. Говорете, ве слушаме. И сега сакам докторот да ми кажува дали е ризик што имам прекинато. Дали разбравте, доктор Зоран? Да. Добро, ви благодариме на јавањето и ве останете да слушнете што ќе ви каже доктор Зоран. Да, ние даваме често половина таблета Еутирокс, кој што е од 50 микрограми, вие примате 25 микрограми, половинка таблета. Што значи тоа? Има Тоа е најминимална доза, помал е проблемот кај вас. Но ако е утврдено дека на основа на функцијата од нивото на хормоните во крвта да не ви биле адекватни, односно дека ТСХ ви бил зголемен, а тироксинот FT4 намален, многу е важно да си ја земате оваа терапија, дека постојат многу случаи и на субклиничка хипотиреоза, кај што пациентите не ги осеќаат тегубите, но после известно број на време, на месеци, доаѓа до израз неспособноста на штитната жлезда да ги задоволи потребите на срцето и на целиот организам, така да за вас е најдобро да ја земате оваа терапија редовно и да доаѓате на контролни прегледи на 3 до 6 месеци. За да ви се во почетокот, кога треба да ви се утврди тачната доза на вас и на секој пациент, треба прегледите да бидат на 6 до 8 недели, значи почесто. Така. Во секој случај не треба да прекинува терапијата и да си оди на контрола редовно заради тоа што да не дојде повторно до некој проблем. Доктор Зоран, веќе сме тука на крајот. Би сакала како за крај можеби имаше уште некои работи што не ги докажавме, меѓутоа времето е толку. Само накусо да ни кажете, постои ли превенција и заштита од овие проблеми со тироидната жлезда? Превенција и заштита на штитната жлезда е во смисол на тоа да нарочно мајките и бремените жени да си го контролираат нивото на тироксинот, на ТСХ и на FT4, хормоните FT3 во крвта, уште кога на почетокот на гравидитетот, на бременоста, така да со ова се преминира и проблеми на штитната жлезда на доинчето, на детето кога ќе се роди. Ние како држава рековме дека обавезно ги третираме, ги испитуваме сите бебиња на нивото на тироксинот во крвта, законски, а понатака останува нарочно ако имаме во фамилијата предиспозиција, имаме заболени членови во фамилијата од штитна жлезда, би требало и другите членови да се проверат, бидејќи често тоа на генетска основа и наследно. Така. Само уште за крај, влијае ли стресот воопшто во пореметувањето и по кој процент? Да, стресот влијае на целиот организам, воопшто, така да и посебно може да влијае и на штитната жлезда. Се мисли дека може да дојде и до така наречено интелектуално пореметување на работата на штитна жлезда од преголема изложеност на стресови, на напори, на убрзан начин на живот кој што го имаме, што е полесна форма на пореметување на штитната жлезда и што може да се третира адекватно или со анксиолитици, со намалување на нашите напори во животот, на нашата ужурбаност. Така. И
Значи да држиме се под контрола на некој начин. Да, и да бидеме физички активни, како што кажавте, е многу важно во однос на работата на штитната жлезда. Ви благодарам за денес, се надевам дека ви беше пријатно вашето прво гостување во ваш термин ТВ Сонце и се надевам на некоја повторна средба со некоја друга тема од вашиот домен. Да, ви благодарам и јас. Почитувани гледачи, толку за денес. Се надевам дека бевме интересни. Останавте со нас до крај. Следете ги репризните изданија. Претпоставам дека знаете кога се. Еве накусо утре напладне, вечерва негде после полноќ, во четврток напладне. А ние повторно се гледаме за 7 дена во исто време. До тогаш ве оставам во убаво расположение. Имете добро здравје.